Faleminderit shumë, i nderuar kryetari. Председател на комисијата, почитувани колеги пратеници, членови на комисијата, почитувани представници на медиумите, ви благодарам за учеството на оваа толку битна седница на комисијата, каде што ќе се дебатираат прашањата на недобивање на мандати или неприфаќање на мандатите на еден дел од македонската опозиција по изборите од 27 април 2014 година. Моето јавување нема да биде индивидуално за секој пратеник поединечно за нивната одлука, туку ќе биде колективно за сите. Нема да дебатирам за секој случај поединечно, затоа што ова е колективен акт, а не индивидуален акт на еден пратеник. Неприфаќањето на мандатите е одлука на СДСМ, иако целосно не се почитуваше од сите членови на нивната коалиција, предизборна коалиција, меѓутоа, мислам дека е колективен акт, а не индивидуален акт за да се дискутира поединечно, меѓутоа како и да е. Ова се правилата на комисијата кои што се утврдени во Уставот на Република Македонија и во Деловникот за работа на Собранието. Оваа комисија нема мандат да одземе мандат делегиран од граѓаните на Република Македонија, меѓутоа има мандат само да предложи на Собранието да дискутира на пленарна седница со отворена јавна дебата пред сите пратеници во однос на колективните оставки на една пратеничка група во Собранието на Република Македонија. Значи, одлуката се донесува само на пленарна седница по една широка, отворена дебата помеѓу сите пратеници на пленарна седница која што е закажана од председателот на Собранието на Република Македонија. Во 19. век не верувам дека некогаш господинот Чарлс Бојкот помислил дека неговото презиме ќе стане всушност прирок или глагол, кога во тоа време се бойкотираше од страна ирците кои што не сака да ја обработуваат земјата што тој ја имаше делегирано, и овој бойкот ја чинеше британската влада околу 10.000 фунти. Значи тој бойкот што всушност се направи за ова одбивање ирландјаните да го направат на делегираниот од британската влада на Чарлс Бојкот, и доколку тој денес знаеше дека неговото презиме веќе е глагол или прирок, мислам дека немаше да жали многу за овој акт што го направија кон него. Мандатот на пратеникот е исклучително силен или мокен, околу 7 до 10.000 гласови на граѓаните кои што го делегираат за да ги застапува нив во Собранието на Република Македонија. И затоа со право се постава прашање кој има право да овој мандат да не го уважи, оваа доверба на граѓаните, дали партијата, граѓанинот или пак пратеникот, оваа комисија денес или пак Собранието на Република Македонија. Уставот и Деловникот утврдува јасно дека неучеството 6 месеци во работата представува преземање на казнени мерки што оваа комисија треба само да ги предложи на Собранието на пленарна седница. И ова е само еден формален акт кој што не може да се направи поинаку. Значи, тоа не го предвидува ниту Уставот, ниту Деловникот, некој друг начин за да се смени оваа одлука или пак за да се постапи поинаку од одлуката на избраните пратеници од опозицијата. И затоа кој ќе го суди ова, дали ќе треба ние како комисија, дали Собранието или пак граѓаните кои што треба да ја казнат оваа недоверба изразена од страна пратениците избрани од самите нив, од граѓаните. Граѓаните ја делегирале нивната доверба до пратениците на СДСМ, меѓутоа тие не ја реализирале оваа доверба со застапување на граѓаните во Собранието, и верувам дека одлуката и осудата за овој нивен акт ќе ја добијат од самите граѓани на следните избори, кога и да се случат тие. И во овој случај мислам дека тие треба да се вратат до Собранието, до пленарната седница, кога дефинитивно ќе се донесе одлука околу нивниот мандат.
Отворена е вратата кај Демократска унија за интеграција ќе најдат на партнер за сите конструктивни политики и понуди за доброто на граѓаните на Република Македонија. Во 2006 година ДУИ неправично остана во опозиција, иако победи на парламентарните избори. Демократската партија на албанците влезе во влада без легитимитетот на албанскиот глас. И Демократската унија за интеграција ја направи својата политичка битка во собранието и таму по 14 месеци, потикнувајќи предвремени парламентарни избори, победи. Никогаш не бевме разочарани, само го поканивме нашето гласачко тело да не поддржи во овие наши битни одлуки, иако притисокот беше исклучителен, вонреден, за и ние да ја бойкотираме работата на собранието. Верувам дека и СДСМ треба да го следи чекорот на ДУИ, да се врати и да ги прави своите битки, да ги води своите битки со тоа што ќе понуди своји конкурентски понуди во собранието и на собраниската говорница. Инаку, сакам да се повикам и на едно друго прашање денес. Од 2002 година до денес, едната македонска партија, еднаш другата македонска партија се настојувале да дојдат на власт помеѓу Али Ахмети и Демократската унија за интеграција. Ова го гледаме од 2008 до 2014 година и исто така и како дел од стратегијата на македонската опозиција и на некои креирачи на мислење кои што се блиски до македонската опозиција. Навистина е за жалење сиот овој напор на индиректен начин да се дојде до власта. На власта се доаѓа само со конкурентска понуда, само со неуморна работа на терен со граѓаните на Република Македонија и со слободни избори на фер и демократски избори. Не може да се дојде на власт со поттикнување на совжештување на меѓуетнички односи, со паралелни патишта и со индиректни удари кон парламентарното мнозинство за да се дојде до целта која што вие сте ја предвиделе. Значи, вашата цел да дојдете на власт може да се постигне само преку искрени односи со граѓаните, а не преку Али Ахмети и Демократската унија за интеграција. Затоа, јас мислам дека ова денешна одлука на оваа комисија треба да биде најава за пратениците на СДСМ и за опозицијата, дека им даваме уште една можност до пленарната седница да ја рефлектираат волјата на граѓаните што ги гласале нив и да се вратат во собранието каде што ќе ги водат своите политички битки.